Gospodine Durmiši i Rejhan ima svoj povred. Благодарам. Почитувани колеги и пратеници, господине заменик министер, дебатата е во подмината фаза. На крајот од денот прво би сакал да го честитам големиот христијански празник Свети Никола на сите верници од православна религија. Ако сакате и да им се извинам на дел од пратениците кои што останаа тука да ја следат оваа дебата со оглед дека имаат обврски, знам. Темата е премногу сериозна и јас се согласувам дека буџетот е најсериозниот и најважен документ каде и како треба да се движи државата во текот на годината. Буџетот треба да овозможи позитивно придвижување на државата во сите нејзини сфери. Факт е дека во последните неколку години во континуитет имаме зголемување на буџетите во Република Македонија, но истовремено уште поголем факт е дека државата не се движи во вистинска насока, најсоодветно и најквалитетно не се дефинирани приоритетите. Слободно можам да кажам дека најголем дел од проекциите на владата беа промашени или неостварени, а државата остана да биде една од најсиромашните во Европа. Ќе наведам неколку нормални примери од сегашноста, примери од секојдневието, примери кои ги носат во заблуда граѓаните во Република Македонија, и тоа не само оние граѓани кои што живеат во Република Македонија, но поточно и оние граѓани кои што се на привремена или трајна работа во западноевропските држави за оние банални, популистички и нереални политики на оваа влада. За да бидам разбран како што треба, ќе почнам со еден дел од цитатот од излагањето на министерот Ставрески за овогодинешниот буџет. Во еден пасус рече вака: македонската економија во 2013 година имаше силно заздравување, кое што беше и подобро од очекувањата во првите 9 месеци од годината. Остварен е и раст на бруто домашниот производ од 3,2%, што е трет најдобар резултат во Европа. Трет најдобар резултат во Европа, значи бил. Само Турција и Летонија имаат повисок економски раст во овие 9 месеци од Република Македонија, што покажува дека економските политики, како и буџетот за 2013 година беа добро скроени и ги постигнаа најдобрите можни резултати во вакви околности и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, ова затоа реков ќе одам со прости и конкретни примери за да ме разберат граѓаните кои што ја следат оваа дебата. Прво, вчера и на социјалните мрежи добив еден куп пораки од нашинци кои што се на привремена работа во Италија. И тие се вчудо невидени, ова го слушаат, сега имаат сите нели софистицирани дома и телевизори, и интернет, портали и сето тоа, и ова го гледаат и го слушаат ова ние што го говориме тука. Викаат: пријателе, соселанец, пратенику и така натаму, и така натаму, дали ова што го говори министерот е навистина така? Дали за овие 6 месеци, година дена колку што некој не дошол од Италија, толку се придвижила македонската економија што може би е подобро таа во Италија, затоа што тие знаат дека после Турција и Летонија, значи, ние сме биле трети во раст на економијата, и по тој основ, значи, тие сметаат дека може би во Република Македонија подобро се живее, па затоа тие се сега доведени во заблуда и сакаат луѓето да се вратат. Значи, дел ќе дојдат од нив за нова година, дел ќе дојдат може би за летните одмори, но значи останува кај нив дилемата. Нашата, во наводници, силна, нашиот силен економски раст во 2013 толку многу е голем за да луѓето кога ќе си дојдат во Република Македонија, се надевам дека уште после тие новогодишните и божичните празници ќе можат најсоодветно да функционираат во оваа држава, затоа што знаеме дека работите и во Италија, но и во многу други држави низ Европа не се баш
толку розови и затоа луѓето бараат чаре. Мислам дека се разбравме после неколку пишувања на пораки дека за жал работата не е таква како што некој сака да ја прикаже, туку е иста како што била и лани и полани, можеби и побетер оваа година, за до година не знам. Тој е еден пример. Еве втор пример. Имаме во континуитет нередовна исплата, значи во нашата држава се случува да има во континуитет нередовна исплата на социјални трансфери или давачки за лицата кои примаат социјална помош, така наречени во конкретниот случај, значи луѓето прашуваат за оние субвенции кои што им се доделуваат за потрошена електрична енергија. Имам тука и пратеничко прашање, поставено пред месец и половина два, до министерот за труд и социјална политика, каде што го прашав: колку досега имате исплатено на луѓето по тој основ? Тие се социјални случаеви, има мерка социјална, колку што знам во државата, луѓето прашуваат зошто се уште ги нема тие 700 денари кои што им следуваат месечно на секое едно семејство, кое што е социјално семејство, социјално згрижено, ама не им ги плачаат парите за електрична енергија. И сега луѓето се доведуваат во ситуација да им ја исклучуваат електричната енергија, за жал, во овие зимски периоди. Значи, таа е втората небулоза која што лично сакав да споделам со вас. Исто така, вчера поминував по градовите таму каде што поминувам, просветни инспектори, значи инспектори кои што се вработени во Министерството за образование, во Државен просветен инспекторат, викаат: аман, пратеник, те молам, и истакни го проблемот. Освен што немаме службено возило, одиме на увиди со наши возила, одиме на увиди со јавен превоз, никој не ни ги покрива патните трошкови, не знам колку време повеќе. Можеби 6 месеци, година, дена и така натаму. Четврта работа, некој ги зборува цело време субвенциите. Па субвенциите, луѓе, вие знаете дека 2013 година овој буџет, сега за 2014 година, а на луѓето им ги плачате субвенциите за 2011 и 2012. Некои од нив, за жал, и од социјалните случаеви, и од овие што примаат субвенции, и од трети, не знам, лица, викаат: аман, добро е, некако барем ги има, ги плачаат, сега ги доцнат, ама ги плачаат. Не можат јавно да зборуваат луѓето за оваа работа, за жал. Петти пример од денеска, од Сабајле, кога доаѓав на работа, од 8:30-9 ми се јавува: Мелнички мост има реконструкција на мостот према Девар. Се јавуваат работниците: аман, пратеник, те молам, ако имаш можност, кажи. Немаме земено плата повеќе од 2 месеци, од 3 месеци. Придонесите не ни се исплатени. Не ги прашав во која фирма работаат и не ме интересира. Ама знам кој е инвеститор на таа инвестиција. Владата на Република Македонија или Агенцијата за државни патишта. И можам вака јас да продолжам уште многу. Еден куп примери. И затоа велам дека буџетот се планира нереално, несоодветно и антинедолжните граѓани на оваа држава. И затоа од сето ова погоре што го кажав, слободно заклучувам дека Република Македонија во 2012 година беше прогласена за најмизерна држава за живење во светот. Не е ништо подобрена состојбата ниту во 2013 година. Дека во Република Македонија во последниве неколку години се иселиле повеќе од 400.000 луѓе. Зошто? Дека им е добро, па затоа си одат од државата. Дека живеачката во Република Македонија е доведена на равод на преживување. Дека Република Македонија има најмала просечна плата во регионот. Дека му недостасуваат уште 80% примања или пари, или како сакате 11.000 денари на едно четиричлено семејство да се прехрани во текот на еден месец. При тоа, ако ова семејство има приходи дома околу 21.000 денари, колку што се просекот во државата. Дека Република Македонија има најмалку странски директни инвестиции од сите земји во регионот. Дека Република Македонија има најмалку изградено автопатишта и железница во регионот. Но, истовремено, и неповитен факт е дека во последниве 3-4 години во Република Македонија е реализиран можеби најналудничавиот, ја би го нарекол,
најконтроверзниот, најраситничкиот и со сигурност констатирам најкриминалниот проект Скопје 2014 година, проект во кој најнемилосърдно се потрошија половина милиарда евра пари на сите граѓани на Република Македонија. Парадоксот да биде уште поголем, овој проект продолжува да се реализира и понатаму. И затоа ќе прашам, дали колку вредеше на само 2 километри квадратни да се потрошат половина милиарда евра народни пари за еден куп глупости. За еден куп споменици, врби, барок, згради и фасади, рингишпили, бродови на Вардар, а сега понатаму и панорамско тркало, фонтани и уште не знам што друго. Па самите вие, колеги, пратеници и владата, најчесто констатираат дека времето во кое што сме живееле било многу тешко. Цела Европа се тресела. Имало светска економска криза, европска должничка криза. А замислете, половина милиарда евра пари на граѓаните ги фрлате во ветер или можеби не ги фрлате, не знам. Сигурно тоа го знаат луѓето од владата. Но, за да не биде ова погоре кажано, само демек сум кажал, сум изнесол